Сдруженијето на приватни здравствени стоматолошки установи на Македонија бара укинување на матичните стоматолози и укинување на капитацијата. Според нив, овој досегашен начин на функционирање на системот требало да се замени со тоа што државата ќе го зголеми буџетот за стоматолозите од сегашните 600 милиони денари на 1 милиарда и 400 милиони денари годишно. Од тие пари, наместо досегашната според нив непрактична капитација, бараат секој стоматолошки тим да добива по 80.000 денари месечно, за да ги покрие основните трошоци за една амбуланта. Значи, ако се укине капитацијата, според тоа ние како го проектираме, значи следниот финансиски модел, ние сметаме дека пациентот ќе има право на избор да се одбере каде сака да се пломбира заби, каде сака да се екстрахира заби или как сака да се прави други фиксно-процески работи. Значи тој ќе биде ослободен од стегата на матичниот стоматолог да мора сите стоматолошки интервенции да ги прави во една ординација. Стоматолозите треба да постојат кога пациентот ќе има потреба да го услужат, а не да заработуваат од толку колку услуги пружили, бидејќи ако во стопанството се бара квантитет, кај нас се бара квалитет. Стоматолозите обвинија и тоа дека Фондот за здравствено осигурување не сакал воопшто да преговара со Сдруженијето, туку само со стоматолошката комора, за која тие сметаат дека не ги брани нивните интереси и не била легитимен преговарач околу новите договори. Доколку и понатаму не се спремни да седнат со наши представници на иста маса, тогаш алтернативата е разговори на улицата, тоест ќе се организираат протести, а воедно и судски ќе го оспориме договорот со фондот како противзаконски. Од Сдруженијето на приватни здравствени стоматолошки установи на Македонија, кое вчера одржа собрание во Прилеп, вела дека кај нив членуваат над 200 стоматолошки ординации од целата држава.